Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 538 издание. А вечерва ќе имате можност да го слушнете 15-тото издание во серијата на епизоди на Дансе Макабре, посветени за промовирање на домашната музичка сцена, односно серијал кој го носи насловот Раритет, назив со кој се означуваат квалитетните музички богатства кои никнале на домашното тло, а 103 се грижи за нивното негување во етерот, без разлика на тоа што од чувите на зградата не го сваќаат нашиот работен ангажман на 103-кашите, кој е неизмерно позначено од работата на колегите во зградата на тоа ниво на кое што ние се вложуваме во ова радио, па за потребите на Раритет издвоив 4 актуелни студиски остварувања. Најпрво ќе слушнеме еден млад бенд кој направи бранови во домашната рок-н-рол сцена со своето долгосвирачко издание, од кое што имавте можност да слушнете неколку творби. Потоа ќе ви говорам за еден бенд повратник на домашната сцена кој постојат една деценија и го издадува нивниот втор албум со прилично поразличен звук од гранџерското првенче. Потоа еден од моите омилени хип-хоп бендови кај нас, кој наострија заби и загриза по нашата имагинарна слобода, која ја живееме пред се, и ќе завршиме со една од најплодните артистки на домашната сцена, која со нејзиниот бенд повеќе од една деценија шират неопсиходелија во нашата ни држава со десетина изданија за себе, така што овој пат ќе се наклониме малку повеќе кон рок-н-рол провениенцијата, но ќе добиеме различни пристапи пред се во музицирањето кои што го имаат артистите кои се одлучиле да се изразуваат со помош на изразните средства кои што ги нуди плејадата на музички поджанрови кои што се под оваа најширока капа. Со оглед на тоа што Mixcloud ги променија правилата на игра и не дозволуваат повеќе од 3 композиции од албум или 4 од ист бенд во една емисија и ред други лимитации кои ги наметна, кои навлегуваат во редувачката политика на емисијата, нема да се придржувам до сегашното децениско функционирање и до нивните нови правила, и ќе слушнеме 15 на минути од секој бенд, односно 4 творби од секој бенд од еден албум, затоа што 10 на минути сметам дека се многу малку според мене, па по завршувањето на емисијата ќе може да ја најдете како и секоја друга емисија на мојот YouTube канал, како и на каналот на Мега. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете 3 композиции од албумот Pinhead на бендот Corrosion, односно ја слушнавме во едната Daisy, потоа Чернобил и насловната композиција инструменталната Pinhead, а во продолжение ќе ја слушнеме творбата Холандија, која што исто така се наоѓа на ова нивно студиско издание. А Дансе Макабре е емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, се борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата, и целта на емисијата е да ја доближи квалитетната македонска музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 538 пат. Јас сум Владко Ѓелески, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 538 издание, именувано како Раритет број 15, односно преглед и анализа на актуелни музички албуми кои што доаѓаат од нашата држава, а на почетокот на емисијата имавте можност да изслушнете Corrosion со 4 композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Pinhead, издаден 2022 година, бенд од Битола, во кој што членуваат Андреј Сивески на гитара и вокал, Виктор Стојчевски на тапани, Раде Биковски бас, и на Бендкемп стои дека Гораст Христовски свири исто така бас, а во медиумските артикли е наведен Божидар Димовски на бас, и на албумот се појавува Ивица Јанкуловски, односно неговиот вокал на Папагало на Вико. Станува збор за инди рок, односно нойз поп дружина, кои на моменти подсетуваат на Рамонс, конкретно на самиот почеток на албумот, ама поради дисторзиите и ефектите, поблиски се можеби до алтернативците од 80-тите и 90-тите години, а во домашни рамки може да се напомене дека се малтене наследници на звукот кој што го има негувано и одличните Санс и ТВ Трачери.
составен дел од колективот Гола планина, што е воочливо и од нивниот звук, кој што се однесува на нивните музички колеги од колективот. Ако ме држи нумерологијата, ова е издание подреден број 10 за 103, издадено на 5 септември 2022 година. И се разбира дека Радево прави миксот и мастерот, а Ивица го продуцира во Алшар. Обвивката на ова издание е всушност фотографија на едно легнато кон соглаво човече на крајот на росната трева, односно на кревет на росната трева, дело на Андреј Сивески, така што дали одмора, дали е на терапија, дали се полни батерии или па чека акупунктура, тоа оставам на вас да пресудите. Мене ме подсети на ликовите од филмот Coneheads од 1993 година. Сеќавате дека тоа е филм кој што го работеше тогаш полетната екипа на СНЛ, предводени од Ден Екроид и денес популарните и славни Девид Спейт и Адам Сендлер и мал милион на актери кои што се синоним денес за холивудската филмска индустрија. Меѓутоа, ете, Coneheads може би по начинот на кој што е обликувана оваа веќе маскота, која е составен дел од се што прават овие момци. Сметам дека барем за мене беше некаква си дополнителна алегорија за самите 90-ти и за еден трейдмарк кој што се надам дека и во иднина ќе го негуваат. Албумот започнува Дейзи, таа е ритмика како што веќе има помена својствена за Рамонси или па на домашните деветрачари, кој што го започнува нели албумот со едно мелодично гитарско соло, и иако го оддава впечатокот според нели певливиот рефрен дека станува збор за љубовна композиција во која нели Дейзи се запрашува кога ќе го погледа незиното либе субјектот, нели најпрвен во стиховите се опишува една уништувачка катаклизмична поетска слика во која што надоаѓа печурката од атомската експлозија, така што воочливо тој контрапункт со милозвучноста наспроти таа панкерска мелодија, нели надоаѓачката апокалипса е составен дел од и молтене и лајт мотив на самиот албум, меѓутоа е ставена во контрапункт со останатите тематски одредници на ова дело. Втората композиција исто е слушнавте Чернобил, која што започна со фанки гитарче, композиција во која што страшно е како е можно да бидат толку слични овие момци со музиката на Санси, во вокалот и во гитарскиот пристап. Едноставно мелодични клинови на гитара со нагласен бас имаме помеѓу рефрените, со симулакрум на звуци на природата, низ ефекти како антипод од разорниот наслов кој што го има, симплистички пристап на една строфа и рефрен во која на поетичен начин се поигрува со потребата од смелост и пуштање корења, но и подавањето на пестицид, затоа што не се труе како останатите, ама се за тој златен плод. Една трагична љубов која се наградува со пестицид. Трета композиција 4600. Ќе си земам за право да ја категоризирам како пост-панк ревайвал композиција, која, иако на денешната младина е поблиска до британскиот, односно новиот пост-панк, мене ми е асоциација за Д бендовите од 2000-тите, затоа што го има срамежливото гранџанско пркнување помеѓу строфите, мелодичен премин во двата рефрени, промена на рифови со ефекти на гитари, додека не се разложи на крајот додекнувачките стихови. Нема да бидам способен да ја решам загадката на насловот на оваа композиција, која што се иницира и со помош на самата лирика, која го предизвикува тоа нели со своите стихови, затоа што субјектот би можел да си игра со кучето, да спие или да мисли на некого, ама одлучува да ја слуша планината и да го искачува самиот врв, кој се надевам дека е некакви си алпски 4600 метри надморска височина, отколку да се паѓа во некој нечии си пекол. Четврта композиција 5, спорадичен блузерски почеток има со фейдин, тромав, надоаѓачки, разнишен, кој се распаѓа пред да се консолидира ритамот на нова инструментална творба со мид темпо во која се провлекуваат психоделични фреквенции осцилации, сродна на можеби повеќе на бендови како Local Blue или Filch, пред да експлодира панкерското и гранџерското во нив и однесе композицијата во стратосферична психоделија и даде предност нели на ритм секцијата и клин гитарата за повторно да
сопре и зема замав за уште еден дисторзиран удар кој води кон мелодично рокерско соло пред да стигнеме во епилогот. Убаво е да се слушне како соработува пред се инструменталниот дел на бендот во овие сонични наезди, што па отвора можности за психоделичните агенции на бендот. Рентген е петата творба, односно композиција со игри ритм која има еден риф на врз самиот стих, друг на извикот, што е интригантен начин на компонирање, внесува диверзитет и пред се свежина во албумот, но и отвора простор за еден дисторзиран рефрен. Уште една поетична енигма за живеењето на штекер со пластично срце и мозок, додека врне под стреја и додека се бега од сонцето, со поставување на прашање дали се лаже субјектот залудно, иако бара милост е на преиспитувачка композиција за лик кој што е замотан во абсурдите на постоењето и е во постојана дилема. Папагало на Вико е шеста композиција, отпочнува втората половина на овој албум со едно психоделично интермецо, со поигрувачките извици на Штраф, на која што сурфа на гитарите низ фанки катакомбите, членовите на бендот Припијат е седмата творба, една гаражна рок композиција со психоделични поигрувања за време на рефренот, предизвикува да излезе надвор слушателот и да ужива во небото, во птиците, во тревата, а наместо тоа ништо нема да прави, што би рекла двојната негација, уште една чернобилска композиција која би требало да алудира на уживањето во природните богатства, иако во Припијат тие се одземени од нуклеарната катастрофа, односно една дживната рок-н-рол композиција. Холандија, која што исто така имавме можност да ја слушнеме, е осма на самиот албум, тапаните ја започнува тоа композиција со истакнат бас и позадински ноти, како една своевидна декорација од страна на гитарата, додека во епилогот не градира во нагласена гитарска френетичност, едно обраќање до тони за едно место во вода, еден поглед на пожар, односно на местото во кое што нема луѓе како него, со немир кој не му дозволува да седи на едно место, односно една пргавост, ама колку и да се инсистира дека не сака таму да оди, истакнува дека кај да одам, само слушам беда, што говори за состојба во која е затекна пред се светот денес. Секој го бара тоа едно место кај што може да се опуштиме, да мекнееме, ама нема да биде толку лесно. Девета творба е Pinhead, која што е по која е насловен самиот албум, ако не се лажам, најдолгата композиција на албумот, со оглед на тоа што Холандија беше како последна вокална творба за ветеното место, односно ветената Холандија, абстрактно се разбира, или фактичка, оваа инструментална творба треба да го истакне меѓусебното музицирање на инструментариумот со френетична гитара која сепак се држи под контрола пред да премине во едно гранџерско урлање, што може да се протолкува како рефрен на инструменталката, но не знам баш дали господарот на пеколот би бил задоволен со една ваква композиција да го носи неговото име, но сведочи пред се за спојот на мелодичните и на рапавите, на острите гитарски делници со дрска бас линија, пред да се смири топката и проигра позадинската клин гитара, која што си има свој бренување, спојствена за джез состави со мали насетувања на воочливи кои што беа претходните композиции како Чернобил и Пец, но со нагласена ритм секција во оваа творба. Десета композиција Чифте, за конечна пресметка се чуваат во цевката во епилогот на албумот, како едно елегично збогување на спорадичниот ритм пред да добиеме една построкерска гитарска наезда на разбрануваниот звук, како што доликува за една апокалипса. 40 минути е идеално време трајање за едно LP, откако претходно овој бенд издаде синглки и EP изданија, како што беше нивниот нирвановски Omnius, во кој беше издаден во февруари, со кој најблиску се држат според мене до гранж принципите, и построкерскиот, односно алтрокерски Shotgun во декември 2021 година, кај што избегнува флоскулата на варшавски да делуваат во спрега со гранж призвукот, кај што се кова нивниот предсе звучен подпис и се истакнува поигрување и со постпанк ревайвал и отклонување
одстранување од нели девизата на гранж звукот на 90-тите и ова е првото нивно долгосвиречко издание која краси нивната досегашна работа, албум кој има композиции од пеани на англиски и на македонски јазик. Вториот дел има повеќе инструментални твори, посебно по епилогот на албумот, и албумот содржи една иронично ведра панкерска страна наспроти дисторзираната гранџерска наезда. Нели, една замерка која важи не само за Corrosion, туку за сите бендови од колективот Гола планина, кој што многу ги почитуваме, збир на артисти која ќе се каже нивното име, веќе денес добивате представа за што станува збор на музички план, ама таа препознатливост на нивниот звук и знае да бине монотона, посебно кај хипер продуктивните бендови кои не дозволуваат нивната музика да дише и да легне кај публиката, односно самото создадено дело кое што е надополнето наредно во текот на годината, затоа што нели денови ви се потребни само да ги преслушате албумите кои што се во колективот, да не зборувам дека земјата не се ротира околу нивната оска, па затоа убаво е да се и свири, на што е можно повеќе свирки овој материјал за публиката и во живо да го запознае бендот, по можност на фестивали или на концерти организирани од самиот колектив, затоа што ако не се направи исчекор, стекнат нови музички и пред се животни искуства, секое наредно снимање на албум ќе се сведе на снимање на истиот албум. Сега, диверзитетот на звукот кој го имаат од песна на песна, сакам и тоа како да го задржат и продолжат во континуитет во иднина, се препознатливи и сакам да ги слушам како пеат на македонски, затоа што ни требаат санс за нови генерации, ама во никој случај, повторувам, во никој случај не смеат да се занемара гранџерските влијанија, затоа што таму лежи и енергетскиот полнеж кој го краси бендот. Но исто така ми се допаѓа како трагаат по собствениот звучен ракурс, кој можеби во почетокот на кариерата беше поблизок до Нирвана, потоа стана поблизок и до Joy Division, а денес до Рамонси. Ама не може да се симплифицира нивниот звук на тоа рамниште, само со неколку термини, односно неколку напоменувања на бендови, затоа што ова се домашни алтернативни рокери кои се наслушани со музика и се пред се уникатни момци кои, иако го имаат гитарскиот багаж на 90-тите, се актуелни и свежи со својот поетичен исказ и израз. Да не дозволиме апокалипсата на апатијата да го сотре и овој бенд и би сакал да продолжат да изненадуваат од издание во издание со ново експериментирање на нивниот звук. А во продолжение на емисијата ќе слушнеме 4 композиции на бендот Corbin, кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание именувано како Horizon, односно ќе ја слушнеме првата композиција Pain, потоа следува насловната Horizon, ќе ја слушнеме потоа и Sometimes и ќе завршиме со Empty Roads. Така што продолжение ги слушаме Corbin на Радио Канал 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 538 издание, именувано како Раритет број 15, односно специализирани музички изданија на Дансе Макабре, посветени на квалитетни и пред се актуелни студиски албуми од домашните бендови, а во продолжение на емисијата ќе ви говорам за Corbin, односно бендот кој што имавте можност да слушнете во изминатите 15 минути со 4 композиции кои што се наоѓаат на нивното ново студиско издание Horizon. Еден дамнешен негувател на гранџерскиот призвук беше и оваа четворка од Скопје, која постои уште од 2012 година и тогаш беше препознатлива токму по тоа обележје, а денес свират нешто сосема поразлично од иницијалниот нивен музички стил. Нив ги открив на почетокот на минатата деценија, токму на SoundCloud, ако ви се верува, преку композицијата There Will Be Fire, така што одамна сум запознаен со нивното дело и сум огромен љубител на нивниот прв албум Aftermath, кој за волја на вистината е еден од најквалитетните македонски гранџ албуми во историјата на нашата музичка сцена, меѓутоа и тие, исто како и младите Corrosion, се составен дел од широкиот чадор, е така да го наречеме, музички чадор на алтернативниот рок-н-рол поджанр, ако веќе категоризираме со тоа што на првиот албум имаше и прогресивни делници во поголем домен. Во бендот членуваат Диме Златков
вокал, кој што го знаеме од Hellstrings, потоа Кристијан Евго на гитара, од Alter Vivo Клержо и Лаколони Волвокс, потоа Бојан Новецки бас гитара, односно од Pig BC, Alco Saloon и Next Generation и Владко Нушев Далтон, односно Тапани, од Далтонови, од Modified Gods, Верка, Chromatic Point. Работењето на нивниот прв албум се сеќавам дека беше пролонгирано поради заменувањето на неколку членови надвор од државата и пред една деценија ги немавме нели тие погодности на трансфер на фајлови снимање како денес, па затоа можностите за комплетирање на Aftermath верувам дека не биле идеални, најверојатно, но многу ме радува што постои пред се тој албум. Добиваме втор албум од бендот, издаден во ноември 2022 година, а на обвивката забележуваме птица покрај Мугрелик. Шерена кај што се прелеваат сите можни бои на небесниот свод. Птиците стануваат обележи и на претходниот Aftermath и на Horizon. Албумот го започнува Pain, кој што започна со наснимени две гитари врз ритм секцијата на споредичниот ритм, која што ќе го диктира звукот на албумот, која си има свое едно гитарско рокерско соло, кое блика во по вториот рефрен, вгнездувајќи ја во тој блуз рок фазон кој е препознатлив за бендот. Денес песна за грешките, каењата, јадежите, незаборавот, при што болката само останува, а се друго се посочува во а се друго заборавно се посочува во елегичниот рефрен, без разлика дали ни се допаѓа, додека еден ден не остарем. Факт е дека нумеролошкото мерило за староста се годините и секој го чувствува забот на времето, ама рок-н-ролот го помладува духот, така што иако болката е константа, незиното чувствување означува пред се живост, како што може да се наслушне од свиркањето во ова творба. Horizon е втората на овој албум, на кантри рок творба во која исто така се провлекува ова мелодична свиркање на уста со одлично милозвучно гитарско соло. Одамна не сум те видел или слушнал на телефон. Знам дека си следиш инстинкти на патот, но сакам да знам, авторот барем сака да знае дали може да се види хоризонтот, кај што ќе го најде своето место кое ќе го нарече дом. Така се пее во ова композиција со цел пронаоѓањето на својот дом во хоризонтот, за да не мора да трага повеќе. Ќе се најде среќа, тоа е неспорно, ама субјектот се запрашува што би било ако би останал таа покрај него, наместо да талка еден мотив кој што се провлекува уште на неколку други композиции во ова творба. Тој блузерскиот крик е еминентен на ова дело. My Friend е трета композиција, една джетроталовска творба која ја издвојува преседувачкиот инструмент и игривиот ритам со едно моќно дисторзирано гитарско соло, а човекот ја сретна својата љубов одамна, биле среќни, ама нешто се случило. При повторна средба со човекот на улица забележуваме дека како да се звери во едно место, останувајќи самотен, значи дознавајќи дека ја загубил љубовта на животот, па додека го пуштила последниот здив, таа му опростила. Дескриптивна композиција во која се исцртува една средба, во која се опишува животниот губиток на љубовта, која одлично се надоврзува на претходната потрага по дом на саканата блузот мора да боли. Четвртата творба е Sometimes, мелодичен риф од пред 20 години би бил овој конкретно мелодичен риф верувам дека би бил дел од едно рок-н-рол хитче, ама денес не верувам дека има поп-рок фазоно такво значење за да биде хитова творба која е печена за сингл со прикладно гитарско соло во дивина. Некогаш се чувствувам како да сум закопан и не можам да вреснам, секогаш кога се обидувам да објасни, излегуваат само лаги, се напоменува во стиховите. Човекот кој мисли дека е непоправлив и скршен е ставен во преден план затоа што се гледа себе си и во туѓите очи дека е мртов. Неудобно чувствување во сопственото тело, констатација која е универзална пред се за секоја генерација на слушатели кои што би можеле да се поврзат со оваа творба. See You Again е пета композиција на албумот, спорадично темпо, баладичен почеток на гитара и чинели пред да започне одмерениот ритам, акустика и клинна гитара која блика со блузерски
пентатоник во кој што солира во плач самата гитара, рефлексија во огледало со насмев на девојка кој сведочи дека се е во ред, обид за допирање на лицето за последен пат и посегнување по саканата, но за жал таа е замината и останува само надежта за повторно гледање. Шеста творба е Story. Ориентални скали забележуваме етно призвук кој што се извива како змија, кој по првата строфа има едно пргаво гитарско соло кое се засукува насреде преданието кое што е сосредоточено и второ по самиот прокет. Но епилог приказна за слава на човек кој застанал сам против светот, кој со гордост рекол дека го живее својот живот по своја мерка, против налутената толпа, за кога заврнало дожд, капка не паднала на неговото тело. Со овој опис мистичноста е загарантирана на ова предание кое што е земено како своевидна повест. Седмата композиција која што имавте можност да ја слушнете во претходниот музички блок, односно Empty Roads, се разбира дека мора да се заврши со една блуз балада која има и свое гитарско соло повиено во плач. Во неја се посочува за лага, која е измислена за ублажување на болката, зошто субјектот не е изненаден, штом саканата замине во непознатото и нема место кое може да се нарече дом. Ете го тој лајт мотив, што мислам дека го установивме уште од насловната творба, затоа што дом е саканата, а блузот кој го мачи блузерот е тој што го тера да живее во покаяние, талкајќи по празни улици со надеж дека ќе ја промени својата судбина и забележува сонце во очи кое треба да се сподели, а не потроши залудно на празните и студени улици. Оваа композиција, ако не се лажам, се најде и на првиот албум Aftermath. 27 минути имаме, односно албум со помала минутажа од тоа што сме навикнати да слушаме од едно LP, но затоа нуди простор, и тоа поголем простор за повторно преслушување, на што јас се препуштив. Доколку имам направено превид во лириката, тоа може и повеќе се должи на фактот што ја немам попишана форма, па морам да се потрудам да се потпрам на слух, така што анализирањето без визуализирање е само по себе погубно, но тоа го препишувам на немарност најчесто на бендовите кои не ја ставаат достапна да биде лириката по конкретно кон нивните обожуватели како мене. Уште еднаш ќе напоменам дека сум љубител на Aftermath, кај што рифовите на Levitating сакам да ги слушам што е можно погласно, исто како и басот во Fire, така што карактеристиката која најмногу ме радуваше беше тој Vulcan Grunge звук, која што е изоставен од Horizon, затоа што албумот е поблизок можеби до country rock, до blues rock призвукот, отколку до агресијата на гранџот и комплексноста на прогресивните рок-н-рол сегменти. Сега не сакам да бидам ставен во категоријата на гейткипери кои не милуваат бендовите да им еволуираат. Напротив, првиот бев кој што ги поддржа опет кога направија радикален премин во стилот. Израснат сум со хард рок албумите на Металика, така што драстична промена во стил воопшто не ми го брасипува впечатокот за еден бенд. Напротив, морам да заклучам дека Horizon го имам повеќе пати преслушано од Aftermath, меѓутоа има разлика од денешните Pearl Jam, кои заборавиле дека некојаш свиреле гранж, и Корвин кои се претворија во милозвучен, модерен рок-н-рол бенд со истакната блузерска таговна страна, која очигледно дека им била потребна за да биде вентил нели во изразувањето со помош на бендот. Албумот е певлив и слушлив, не ме сваѓате погрешно, и секогаш ќе го има Aftermath за да си уживам во тежината на гранж звукот. Потполно оправдувам потреба за стилска промена, но не сметам дека ја направија на подобро. Верувам дека годините си оправат своето и нема зашто да се бунтуваат музичарите, или тоа го прават во останатите бендови во кои што членуваат, и тоа доста вешто, и тоа е сосема легитимно. Албумот е прописно продуциран, уште подобро е отсвирен, ама истото ова ќе го речев и за Soundgarden, кој што би снимиле албум кој што звучи на Three Doors Down, ако воопшто сум јазен што сакам да посочам, затоа што во мојата аналогија Корбин ниту звучат на едните, ниту на другите, туку сметам дека занемарија многу важен дел од нивниот музички идентитет, како што тоа, например, него
направија Corrosion, за кој што го претходно, без разлика на тоа што се во прашање на листите членови од оформувањето. И покрај баладичноста и милозвучноста, ова е солидно отсвирен и снимен албум од врвни музичари кои сепак би сакал да ги слушам како им ја вадат маста на инструментите. Да се надевам дека ова ќе им биде фаза и ќе ги провоцирам да ми покажат дека и докажат пред се дека може да се носат со младите и енергични бендови, затоа што знам дека се многу поспособни музичари од тоа што го слушаме на Horizon и оваа музика може во сон да ја свират, наместо да ги дефинираат помладите од мене, слушатели во категоријата на Dead Rock. Знам дека ќе рече дека не е се во агресијата, ама па не е ни се во летаргијата. Така што ова е едно одлично албумско остварување, кое што покажува една сосема друга поразлична слика на која што барем јас сум навикнат да ги гледам Корбин, меѓутоа секогаш била присутна таа нивна баладична нишка. Ова е тој момент во кој што на долго и на широко може да се експериментира, односно да се влезе во тој фах и да се истражува во домените на овие темпо творби и баладични пред се дела. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и одиме со нешто стиховно, агресивно. Односно, во продолжение ќе слушнеме 4 композиции кои што се наоѓаат на албумското остварување Злобода, која што е реализирано од страна на екипата Стих Наумов. Ќе слушнеме Full Metal Jacket, ќе слушнеме Крв капе, Балкантрас и Гаси радио, на која што гостува Кацар. Така што уживајте во 4 композиции кои што ги избрав од албумот Злобода на Стих Наумов. Вие слушате радио канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 538 издание, именувано како Раритет број 15, односно 15 епизода во серијата на издание посветени на домашната музичка сцена, на нивна анализа и пред се сосредоточување со убавината која што тие ја кријат, а во изминатиот музички блок имавте можност да слушнете 4 моќни, потентни композиции на бендот Стих Наумов, односно кои што се наоѓа на нивното ново студиско издание именувано како Злобода. Најдобар пример за соработување на музичари од 3 различни држави е токму овој бенд Стих Наумов на трансверзалата Македонија, Холандија, Канада. Фунда Fucking Men се јавува од Бинипек, од Манитоба во корелација со Европа, за да го состават нивното ново опасно дело Микси Мастер работи Трилијан, а продуцирано е од страна на Фундамент, издаден на 14 февруари 2023 година. Стиховни војни кои ја бранат честа на бумбап хип-хопот и го штитат од мрзеволноста и неталентот. На обвивката имаме череп кој е образен со помош на темелите на градба, а во позадина може да се согледа таблата на родното им Кочани, а поигрувањето со слобода и зборот зло е во една корелација, во амалгамирање на една нова кованица која што и тоа како ќе стане синоним за нивната творба. Албумот го започна Full Metal Jacket, кој што започна со мото на маестро Албер Ками, еден од моите книжевни херои, кој смета дека во неслободен свет самиот чин на постоење е чин на бунтовност. Наслушнуваме бит, провејува пијано со виолини на Фундамент со своешто излегување влакс кој го пали моливот, изнесува гневот низ стих, кој што согледува дека хистерија има на интернет, а хероите се на сумамет, кој прави една дистинција помеѓу деценија помината под контрола на алкохол, а денес се танцува со медиокритети и шлајм авторитети, заклучувајќи дека блузот е најсилен на полињата со памук, а за разлика од него Мартикс зачестено употребува внатрешна рима во стих, ги опеува песна над песните и Густав Клим кој бара нели другар без нож во грбот со во свет на образи валкани кои кријат јазици погани, скржави, односно согледувајќи дека децата на иднината ќе пораснат во послушни бубачки, носејќи лудачки кошули, што е одлично сосредоточено. Двајцата имаат различен поглед, еден интроспективен, друг
екстроспективен, но секому зборот му е најсилен шрапнел. Втората композиција е Крв капе, која што се надополнува на одличната Full Metal Jacket, која што ги краси буквално најсилните стиховни оружја кои што ги поседуваат Киро и Мартин, односно Крв капе започна со семплување и скрачување со дувачки инструменти, пред да започне битот да владее со оваа моќна творба. Еден се прокламирачки збороркор е напоменато дека станува збор за неа, односно станува збор пред се за ода на хардкор, односно на хардкор уличен рап, кај што Влакс прави дистинкција дека вие бевте Backstreet, ние бевме Бисти, асоцирајќи на Backstreet Boys и Бисти Boys, односно самите се посочуваат Мартин и Киро дека се Скорпион и Sub-Zero за култната видеоигра Mortal Kombat, така што ова се прекрасни референции од 90-тите, надополнети и со реферирањето на крвиштата на Фарго, на враќата Коен и една интересна паралела дека тие се темнико Бодлерто, дека Лешовски сте Дарко. Околината, односно ова е секако диск кој што е аналоген на сите хип-хоп артисти кои што прават една прекрасна компарација помеѓу мрачното и тешкото и површното. Во еден стих околината ја опишува како составена од луѓе полни ноздри, празни глави, тажни жртви на хормони, очи со полочњаци и лице повиено во брчки. Осамнува стихот ова е за умници и не за заби млечни, додека пак Мартин си игра со иронијата во немате допир со реалноста, а се е на тач, додека осамнува кај него па стихот и на светско сме први ако бројат автоголови, така што поигрувањето, односно хумореската секогаш е во преден план кај Стих Наумов. За светогледот наоколу констатира дека идентитет не е бетон, но во чевли, истратувајќи на хоростворенство која што рани дерат со нож на секој што кажа доста, крвав плик и куршум внатре, носи нивниот поштар, сотрувајќи ги сите кои би се побуниле на ова затекнатост во светот кој што никому не му одговара, меѓутоа никој не сака да стори нешто против погубното однесување на луѓето кои што ја градат. Всушност, околината, се надевам дека Крв капе е кочанска фразеологија за студеното време, која одлично е вметната како лајт мотив во самото дело, меѓутоа посочува дека безпрекорно и неподклекливо ќе удираат со нивните стихови Мартин и Кирил. Балкан Трас е третата композиција, пијано и спорадичен бит ја почнува како една елегија за проковата која што тлее и вирее на Балканот како пиреј, како што алудира и самиот наслов, прашање е нели алегорија како Балканот како од една страна Зандана, од друга страна можеби превозна линија надвор од домот. Мартикс извинувам овој пат започнува да ја опишува пустелијата со ментални пранги, но ќе треба за пасош да се плукне, но ќе треба за пасош да се плукнат предци и да се избега од затворот, но во право е дека на нишан ми е гадот, во костим зумирам мета, затоа што додека нема да паднат убиства, нема да настанат промени на подобро или на полоше, на констатација, нели, која што е жално, но е вистиното што треба така да се повлече, заради тоа што промените само со радикализам може да се евидентира, за да научат господата дека има нели последици на туѓата непрежност, која што така фино лепо ја избегнуваат. Влакс гледа дека секој е стадо сам свој конквистадор и сите еднакви беа додека ги градеа пругите, а денес се едните помалце поеднакви од другите, играјќи си со контрадикторноста на најтажното нешто, односно на среќните робови, уште едно обвинување за сервилноста и покорноста на народот, кое што прекрасно завршува со
констатацијата дека отуѓени сме во сопствениот дом, што е составен дел од пристапната беседа во Оману на великанот Горан Стефановски, која што е искористена како аутро во ова прекрасна композиција. Четврта е Маските што живот значат, со едно торжествено пијано кое што започнува малтене на трип-хоп творба на самиот албум, каде што глумење на лоши актери во реален живот се зема како двигател на самата творба. Овој пат Мартикс ја започнува композиција со реферирање на диво месо и летво место, надополнувајќи го аутрото кое што претходеше на Стефановски, каде што смртта нова фарса режира, публиката е срна плашлива и спие во дрвени кафези. Наспроти него Влакс посочува дека ќе се промени името во брегот на минималната плата, односно во Република Проклетија, додека народот е зависен на лекови и алкохол во идни порази, каде што се топат победите дедови, односно тоа што е усвоено како победа во минатото, на кое што се гази, како одраз на продавање на трудот на минатите генерации, превидувајќи дека сонцето ќе изгрее, не ќе изгрее во таа вечна зима, а рефренот е тарантиновски, односно посочува дека ќе се врати субјектот за да биде пијан вратар, само за да го заклучи целиот театар и да го запали. Така што тука и се посочува уште еднаш дека не може да избегаме од проклетството кое што самите си го наметнуваме, од таа предодреденост. Меѓутоа, во оваа ситуација се зема глумењето, односно преземањето на друг лик, меѓутоа во реалноста што станува еден вид на лицемерие, односно поигрување со тие што најмногу им значат. Гаси радио, во кое што гостува Каца, репетата композиција, која започнува со оменување на радиоканали и, односно, ова е нивната Rage Against the Machineовска герила радио, ако повеќе би сакате, кај што се семплува дури саксофон, композиција во која радиото е злоупотребено и пренаменето за ширење на лаги и млитави песни, односно се користи како мегафон на медиокритетот. Рефренот повикува да се исклучи радиото, затоа што смачено ние од лижење газови, како што е посочено. Значи, тука се злоупотребува самата функција која што има медиумот, со цел да се бркаат некакви си туѓи агенди со кои што се манипулира народот, што не смее да стане збор со закупувањето, односно подземањето на авторскиот интегритет и новинарската перспектива која што треба да ја имаат и авторитарно самите новинари. Мои колеги, Влакс ги опева радиоактивните хитчиња, од кои што се фаќа рак на уши, како што посочува. Имаме мас медија, односно комедија медиокритетна, трагедија со среќен крај и половна тоалетна, посочува. На мајмун дај му фейк ньюс за да дееволуира, членска и банана за повторно да ги бира. Ова се стихови кои што се дава една силна социокритика, кој што говори за послушноста пред се на манипулираниот малумен народ, кој што е под контрола на партиите, и секако решението е гасење на радиото, меѓутоа од осигурачите. Мартикс дава предлог дека најдобро е кога грчи и нема фреквенција самата радио станица, затоа што најважни теми за дебата се според него дали е од вишна или топот бил од цреша. Се друго сме решиле во државата, ама ете, тоа е едно од тие нешта кои што не мачат секој ден. Емисијата, која што ја слушате моментално, се вика Дансе Макабре, односно во превод е Танц со смртта, а ова е Радио 103, па во продолжение само ќе ги прочитам стиховите на кои ќе се гордеам до крајот на животот, кој што се составен дел од оваа композиција и ги има Мартин испеано. И имавте можност, ако внимававте во претходниот музички блок многу добро на нив, ќе ви станат јасни. И бендови несватени со текстови ко канцер, косата ти е тиркизна, очите ти се анцер, по нервите ми газат и со смртта тоа танце, ги гасам, да не завршам ко Драган Манце, корнам радио од кола и војувам со бројка, гаси радио што не е 103.
Кацар гостува на композицијата, кој кажува имав стих на умов, на албумов, на стих на умов, едно прекрасно поигрување со самата рима во овој стих. Не знам, е шестата композиција, условно кажано баладата која што го затвора овој албум. Ја започнува Мартин, кој констатира дека некој друг го држи џојстикот, а тој е всушност Player 2, односно некој друг има контролата во неговиот живот, па запрашува до кога ќе сум совозач на себе си. За разлика од него, Киро се запрашува дали се најде таму кај што се барал, харајќи како Хесеевиот степски волк, кој не знае дали заминува или се враќа колекционерот на координати, а рефренот одекнува едно ја не знам, неразрешена дилема која ги пресекува на певите, завршувајќи ја композицијата со еден фейдаут на самиот бит на фундамент, каде што се посочува за поставените прашања самите на себе си, за тоа кој ја има контролата во изборите кои што ги прават во животите и како што на почетокот на самиот албум се дава нивен светоглед, се поставуваат на крај дилемите за тоа до каде сме и каде всушност се движат тие во нивните животи. 22 минути и веќе сме навикнати на оваа минутажа за едно EP издание на стих на Алмов, што мислам дека е многу убава стратегија, затоа што подобро да се има 6 золи отколку 10 или 15 репетитивни и неинспиративни истрели во празно, што никогаш не е случајот со нив, затоа што се вооружени со опасни барови, пукаат без милост, отвораат рани и оставаат да искравари слушателот. Оваа немилост е здравата доза на социокритика која им доаѓа од хардкор рап школата, на која што се всушност растени стихизам, EP издание кое што го издадува во мај 2020 година во Корона, која што е збогатија домашната хип-хоп сцена, станувајќи едно од малкуте светлини во демотивирачката година, кој денес гори како силен пламен, подготвен да го запали трулиот свет во кој што се слави плевелот кој ќе вивне и ќе согори во пепел. Одлична идеја е да се инволвира Кацар на албумот и супер се гостувањата, ама ми се допаѓа тоа што остава простор да се искажат MC-ата, наместо да трупаат гости во секоја композиција по секоја цена, само таму кај што навистина е потребно да се слушне нечи туѓ подпис, а двигателите на овој колектив дефинитивно се Киро и Мартин. Фундамент убива со неговите битови. Бедата наоколу е неисцрпна и за Влакси Мартикс, кој го гледа македончето подвиснато пред предизвиците иницирани од трулоста на околината, кој си ги продава своите морални вредности на кванташки пазар и потоа зема кредит за до крајот на животот да ја отплати својата ортома, која своеволно си ја става околу вратот, ситејќи се на несреќата на блиските, но и заситувајќи се и од трошките кои му ги сервираат властите, додека го силуваат, ама убаво му викаат, ќе биде и подобро, само ако продолжи да им верува во лагите и остане послужен копач на собствениот гроб. Важно е да се прекрсти, да премолчи на посведоченото зло, да ги поддржи туѓите празни флоскули и да дочека пензија со руски рулет од стекнатите болести, оставајќи зад себе позаеван свет за младите од тој што го наследил, само за да може да каже дека нели во негово време било многу подобро. Во изминатите 2 месеци продуцирав и режирав и напишав еден краток игран филм и секој утро штом станев го пуштав албумов за да соберам оружје и енергија за да можам да се соочам со разочарувањето и успесите пред секој што ќе ги донесе денот, да ме подготви, да не се обесхрабрам, за да станам од падот и да земам залет за да се соочам со сите болести на модерниот човек, зашто сум неизмерно благодарен за бодрежот и силината која ми ја вдахнови пред се ова прекрасно парче музика. Момци, фала ви што ја вековечевте 103 во песна и како и досега останете тврдокорни како нази Фреди Курот. А во продолжение на оваа емисија ќе слушаме последното студиско издание за денес, односно ја слушаме Андан, односно Ронит Бергман ја слушаме со композиција од остварувањето 997 Days to Wisdom, односно во овој блок ќе слушаме Winterrose Radio, потоа ќе слушаме Dust Was Her Bed, Her Doorstep
His Pillows и ќе ја слушнеме, ќе идеме со The War on Love. Потоа ќе се вратам во етер за да ви говорам за овие и останатите композиции кои што се наоѓаат на албумот 997 Days to Wisdom на Undone, односно на Рони Бергман, во кој што ќе може да уживате за крајот на емисијата Данс е Макабре. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 538 издание, а за самиот крај на емисијата имавте можност да слушате три композиции кои што се наоѓаат на албумот 997 Days to Wisdom, реализирана страна на Рони Бергман под незиниот бенд Undone. Односно, Ронит е мултидисциплинарна артистка од Хаифа од Израел, која што твори и живее во Македонија. Во светски рамки почетокот на незината долгогодишна музичка кариера е евидентиран преку култниот израелски бенд Plastic Venus, од кој го имам преслушано истоимениот албум од 1991 година, односно агресивниот израелски одговор на Sonic Youth, представник на авангардната алтернативна израелска сцена во 90-тите, кон крајот на 90-тите работи во Лондон, Лос Анџелес и Тел Авив, пред да се пресели во 2000-тите во Македонија, со незиниот сопруг Дарко Јанески, со кој што имав чести привилегија да разговарам во оваа емисија за работењето на бендот Киборг покрај Undone го создадоа и проектот One of Us и нивниот албум Between, за кој што со кој што нели имаат издание за себе. Жанровски удобно се движи низ домените на шугейс и неопсиходелија, оваа сестра на космогониска авторка. Ако изоставам некој издание, се надевам дека нема да ми биде замерено. Колку што знам, под колективот Undone издадени се албумите If We Were Here од 2011-та, Indeed од 2012-та, EP изданието Steering Wheel од 2013-та, Family од 2016-та, Knowing Evil EP изданието од 2017-та, Harbor од истата година, Everything is New Under the Sun од 2018-та, Nuclear Reactions, извинувам, EP издание од 2019-та и The Central Farm од 2021-та. 7 мај 2022 го издава солистичката пред се интроспективна реминесценција илустрирана во солистичкиот албум Pudding to my Nervous System with Love и албумот е снимен и одсвирен од страна на Ронит Бергман, продуциран и миксан на незина страна заедно со Дарко Јанески, а обивката е на Андреј Маријановиќ, каде што забележуваме девојка која што можеме да заклучиме дека е Ронит, која како на бела позадина создава една бесконечна плетка на знаење кое го споделува со нас. Овој пат тоа е отворено преку символиката на ракотворбата. Нумерологијата има огромно значење за хеврејското писмо, така што колку што сум запознаен, 997 преточено во значење би било аналогно на зборот помеѓу, или пак повеќе ако ве интересира спиритуологијата, тоа символизира еден ангелски повик, односно едно вдехновение, тоест душевно пробудување, но да не навлегувам во недоволно истражената територија во поглед на нумерологијата, така што ова нека бидат неколку водилки за самата цифра, иако значењето сигурен сум дека е сосема поразлично. За да го дознаеме тоа, убаво би било некогаш да имам таму можност да гостува Ронит во емисијата и да продискутираме за незината обемна дискографија и да открие дел од мистериите за незината поетична реч, мастеризирани од Карим Класман за Fish Tank Studio, и направи еден интересен потвод во процесот на транзитирањето од Undone во соло кариерата на Ронит, тоа што имаше иницијатива за објавување на една песна во ден, 31 ден поред, пред да бидат објавени новите творови. Албумот е објавен на 4 февруари 2023 година и ако ја следиме математиката на насловот, 997 дена на мудрост би
требало да ни трае до крајот на 2025 година, да сме живи и здрави, а до тогаш убеден сум дека Роните ја збогати домашната музичка ризница со уште неколку музички изданија, затоа што уметничката не може да го потисне излевањето на музичките креации од неа. Winter Rose Radio го започнува албумот, за мене е на велат андерграундовски почеток пред се со таа племенска одмерена ритмика и сонлив продор на гитарата, кај што се разлева едно ехо, задмило звучната гитарисайзер. Уште од првата композиција може да ја наслушнеме потрагата по зборот, по знаењето од книгите, кој понира засилен со мелодијата и се разлеваат нотите низ звучниците, помешувајќи се со силата на природата, на птиците, на ветровите, на бранувањето на виножитото, така што таа романтичарска, односно натуралистички нарав, тој натуралистички нарав е евидентен од првата творба на ова дело. Dust was his bed, Her doorstep his pillow е втората творба на овој албум, започнува со ориенталниот призвук, тука веќе профаното се меша со сакралното во една алегорија за светиот човек кој сонува малтене женски идол кој го плени, ја слави љубовта кон неа, губејќи ја својата светост, но љубовниците радови биле во пеколо заедно, отколку одвоени во рај, творба која што е славје на опојната љубов. Believe е трета творба на овој албум, трета композиција, започнува со еден акустичен вовед, проследен со Тайре, сонлива композиција, додека не бликне дисторзијата во самиот епилог, верба и живење во едно, значи и кованица која што си поигрува на синтаксичко рамниште, дело за друштвото кое го прави една композиција на слушателот, односно едно подсетување дека човекот заборавил дека е човечко битие кое за ништо се убива помеѓу себе, додека сме на тема војна. Ја имаме и The War on Love, четвртата творба која што започна со еден музички полнеж и се извиваат стиховите без вовед, проследени со пролекување на гитарските мелодии низ нив, со тие канјони кои што се воспоставени на инструментално рамниште, односно војници на љубовта кои што биле среќни додека не умреле. Секоја војна, па дури и таа за љубовта си ги носи своите колатерални жртви. Петата композиција е Run to the Sun, односно творба која што ќе имаме можност да ја слушаме на крајот на емисијата, каде што се навраќаме на звуците на природата и во завршната творба, проследена со една сонлива карневалска мотене мелодија во која се напластува стиховите во психоделичен манир, во кое по наслушнатиот шепот слушаме уште еден параболен напев во кој ученикот и шеикот се наоѓаат на крстопат пред кој се расшируваат две патишта, за да биде посоветуван шеикот да се ослободи од стравот и тогаш секој од патеките ќе биде вистинита. 17 минути има ова EP издание, кое без разлика дали ќе се брои во Андан или како соло кариерата на Ронит, оплеменето е со незините препознатливи психоделични творби, кое е кратко, но набиено со значење и бара повторно преслушување за искупување подлабоко под метафорите и параболите. Милозвучниот глас на Ронит е распространет во секоја од творбите, ориенталниот мелос превојува низ психоделичните композиции, воочуваме поигрување со гитарските мелодии, со чие што ефекти се гради таа сонична структура на ово издание. За мој вкус би сакал Ронит да ја пренесе низината мисла во соло кариерата и по можност да се врати на корењата и со Дарко да си поиграат и со дисторзијата и таа страна, нели, на Пластик Венус или на Киборг, да не изненади можеби, иако тоа се сосема поразлични проекти во прашање, а Ронит и Андан се сосема други. Убаво би било да продолжи да експериментира и со други инструменти и секоја композиција да биде едно мало парче од звучниот мозаик низ просторот и времето што представува овој албум, во кој се војува за љубовта и се слави созданието на зборот, со кој се опева неунишливата волуменозност на природата, од која што сите ние сме составен дел. Будно ќе продолжиме да ги слушаме поетските продирања во психоделијата на звучните белези кои што ги остава и ќе ги остава Ронит во иднина, додека не обдарува со мудрост. А во текот на 15-тото издание насловено како раритет имавме можност да слушнеме
теорија и да разговараме за самата практика, односно слушнаме композициите кои што се наоѓаа во студиското издание Pinhead на Corrosion, потоа и слушаме композиција од Horizon на изданието на Корбин. Ги слушнавме Кирил Стоименов, Мартин Милев и Филип Фундамент од Стих Наумов и нивното издание Злобода, и секако за крајот слушнавме творби ви говорев за 997 Days to Wisdom, албумот на Undone, односно на Рони Бергман, од кој што ќе имаме можност да ја слушнеме и композицијата која што го затвора албумот, односно Run to the Sun. А пред да се случи тоа, ќе го искористам овој миг за да ви продискутирам за неколку музички настани кои што и настани составен дел од нашата култура, кои што и тоа како се значајни за да бидат проследени од вас, од љубителите на агресивниот звук. Секако дека тука е концертот на 12 мај на Вата Болзер и Concrete Winds во Скопје, младинскиот културен центар, со почеток од 19:30. Овој култен германски бенд и тоа како е значаен за black metal сцената, чии што настапи во светските концерти, односно на концертите каде што тие се појавуваат, се ставаат на рамниште од телевизиите кои и тоа како имаат познавање за оваа музика на висок пиедестал и се третираат на подеднакво рамниште како што се третираат и најзначајните композитори на класична музика, така што таа паралела барем во светски рамки многу лесно на Арте, например, или за ЗДФ се воспоставува на послужавник за да може вие да бирате, со оглед на тоа што се трга на страна стигмата кон екстремната музика. И секако уште еден прекрасен фестивал кој што ќе се одржи на 10 јуни во сабота на ракопедното игралиште во Битола, односно станува збор за четвртото издание на Metal Discharge. Ова е прекрасна музичка манифестација која што имав можност да го проследам третото издание и сега дека ќе можам бидам составен дел од четвртото, на кое што ќе настапат Conspiracy, потоа Србите Violent Chapter, потоа Shock Troopers, Demency, Mamut и одличните Lucent. 10 јуни ракометно игралиште во Битола. А покрај нив може да моментално се одвива концертот на Пар Непар од Загреб и Димиш од Скопје во клубот Валхала, кој што беше најавен да се одвива во текот на овој ден. И секако утре во Оптек ќе бидат макрап сесиите на Бебиш, Сараджи, Кацар и Ѓолев во Вудсток бар. И во контекст на настаните на кои што може да учествувате, секако дека тока е самостојната изложба на Наташа Гелева именувана како Пантереј во КСП центар Јадро, која што ќе се одвива започнувајќи од 18 април до 28 април и покрај овие настани не смее да се заборави доаѓањето на великаните Найл во Скопје, младинскиот културен центар на 29.4, односно со почеток во 19:30 часот. Еден од првите фестивали кои што ќе имаме можност да уживаме во филмски фестивали во кои што ќе имаме можност да уживаме во почетокот на годината е фестивалот Филмај, односно фестивалот на краток филм во Куманово, кој што ќе се одржи на 30 мај во Занајчискиот дом односно поранешното кино Напредок во Куманово, и секако 30 јуни до 2 јули ќе се одржи фестивал, сега веќе култниот фестивал на отворено во Дојран. Така што има и гостување на Стиви Вај, кој што го организира Авалон во Македонија, така што големи имиња доаѓаат во нашите сцени и се надевам дека ќе најдете време да уживате на концертите на нив. Како што веќе ви напоменав, ќе може да слушнете Run to the Sun, композиција која што се наоѓа последното студиско издание на Undone. Јас сум Зlatko Ѓелевски, го затворам 538 гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Доареното издание на Дансе Макабре гаси радио што не е 103.